Законот за употребата на езиците во прво читање беше усвоен на собраниска седница на 15 ноември, при што јас како претседател на комисијата бев обврзан во рок од 7 дена да ја свикам седницата на комисијата за второ читање и амандманско дебатирање околу Законот за употребата на езиците. Седмиот ден беше 22 ноември, што се совпадна со денот на албанската азбука, и ја закажавме седницата токму на тој ден. Но имајќи во предвид дека имаше многу приоритетни закони кои што се очекува истата таа недела да бидат усвоени, како што е Законот за судскиот совет, Законот за верификација на фактите, Законот за заштитени сведоци, како и дебатата околу изборот на новиот јавен обвинител, решив, донесов одлука да ја одложиме дебатата во нашата комисија за следната недела или две, додека не бидат усвоени овие закони. Тие закони по кратка постапка, значи беа усвоени на потребата да се усвојат по кратка постапка помина на пленарна седница и значи створени се условите за да продолжиме со седница на Комисијата за европски прашања по Законот за употребата на езиците и најран ден беше 11 декември, значи денешниот ден, и затоа ги информиравме сите членови на комисијата и заменици членови, ја информиравме и владата, при што министерот ми информира дека ќе биде во Летонија на службено патување и ние го очекувавме заменик министерот да биде присутен денеска, затоа што според член 121 став 2 од деловникот на Собранието на Република Македонија, овластениот предлагач на законот мора да биде тука за да се произнесе по амандманите сите 90 кои што се поднесени за овој закон. Во нивно отсуство ја одложивме, свикавме пауза, објавивме пауза на денешната седница и за нејзиното продолжение ќе ви информираме во текот на денот или утрешниот ден. Битно за роковите кои што се предвидени во деловникот на Собранието е дека ние го усвоивме денешниот дневен ред и роковите веќе почнаа да течат за усвојувањето на Законот за употребата на езиците. Дали ќе се повтори пракса како од минатото во отсуство на опозиција да се носат вака важни закони? Бидејќи ВМРО ДПМН очигледно ја бойкотира работата на парламентот и во комисиите и на пленарните седници. Дали воопшто имате некаква информација од нив, координација или нешто? Јас очекувам дека пратениците на ВМРО ДПМН ќе дојдат да ги образложат своите амандмани на седницата на комисијата и дека ќе се убедат од нашите аргументи зашто они треба да ги повлечат своите амандмани и на крај ВМРО ДПМН да гласа за усвојувањето на Законот за употребата на езиците. Официјално не сме информирани дека ја бойкотираат работата на Собранието, ниту на комисијата, они се уродно поканети и затоа очекувам да дојдат, да бидат дел од дебатата и да се убедат на крај дека заокружувањето на Охридскиот договор е од полза на Република Македонија и тие како потписник, партија потписник на овој мировен договор, треба да бидат најгласната партија за усвојување на овој закон и за заокружување на Охридскиот мировен договор. Очекувате да дојдат пред или после 23 декември? Очекувањата во парламентот, очекувањата се дека претениците од опозицијата ќе дојдат после 23 декември. Би ја закажале вие тогаш предложението на седницата? Верувам дека роковите за седницата на комисијата веќе почнаа да течат, додека усвојувањето на пленарна седница може и да почека после 23 декември, затоа што веќе во Собранието има предвидена агенда и динамика на работа се до Нова година. Ја очекувам дека ВМРО ќе гласа за овој закон и пред 23 и по 23. Во однос на тоа дека заменик министерот не се пројави од дека односно некој владен представник, како вие тоа го толкувате, односно колку овој закон е приоритет за самата влада во смисла на временско донесување сега? Законот е предложен од самата влада, законот е предложен од владата и со европско знаменце, значи дојдене во Собранието во таа форма во која што е и затоа сметам дека е приоритетен и го заокружува Охридскиот рамковен договор. За жал, агендите не се совпаднаа, но јас сум сигурен дека во следниве денови во неделава ќе имаме представник од владата, министерот потосно или па и заменикот министер и ќе почнеме дебата околу амандманите сите 90 кои што се поднесени. Господине Груби, дали е ова злоупотреба?
Не, од амандманите 2 се од БЕСА, 4 се од СДСМ и другите сите се од страна на ВМРО ДПМН. Господине Груби, дали е ова злоупотреба на деловникот со оглед на тоа што ја закажувате денеска, роковите почнуваат да течат, има само 3 рока. Ова е чиста злоупотреба на деловникот. Во кој однос злоупотреба не разбирам? Па затоа што нема тече рокот, а немаме расправа на комисијата. Не гледаме, јавноста не гледа што се носи. Јавноста не гледа што се. Јавноста 15 години дебатира за закон за употреба на јазиците, за заокружување на Охридскиот рамковен договор. Јавноста најдобро е запознаена со тоа што го содржи овој закон. Со овој закон ниту се задира во Уставот на Република Македонија, ниту во унитарниот карактер на Република Македонија,